Добар ден. Благодарам што дојдовте се разбор во сабота. И тоа имаме многу важна тема која што мора да продолжиме да ја дискутираме во јавноста, затоа што ова прашање допрва се отвара и прашање кое што го отвара карактерот, го прикажува вистинскиот карактер на денешната влада. Во оваа влада на Христијан Мицкоски има повеќе бугарски пасоши од колку можевме да замислиме досега. Значи можеме веднаш на самиот почеток да заклучиме дека се работи всушност за влада на лажни патриоти со бугарски пасоши. И тоа пазете, тоа се представници на влада која што треба нас наводно да го чуваат македонскиот национален идентитет, токму од бугарите, а влада и цела екипа која што е преполна со бугарски државјани. Сите тие се без проблем би можеле да се кандидираат на наредните парламентарни избори во Бугарија, може и нови избори да се кандидираат затоа што поседуваат бугарски државјанства. Но она што мора да одговорат пред македонските граѓани е следното. Чии интереси сега тие заштитуваат? Македонски интереси или бугарски интереси? И така една по една сите предизборни лаги на Мицкоски и на ВМРО од мене излегуваат на површината. Прво, ако се сеќавате да подсетиме, Мицкоски молеше, коленичеше да дојде на власт, кажа дека ќе го поништи Преспанскиот договор, излажа за името дека ќе го врати, потоа се сеќавате ќе организира устав за договорот со Бугарија, па ќе има нова преговарачка рамка и така натаму и така. Лага до лага. Мито сега дознавме дека заборавил на тие избори кога ја доби до вербата да им каже на граѓаните дека кога гласат за него и кога гласат за ВМРО ДПМН, сушто гласат за бугарски државјани. Имаме чувство дека сите тие граѓани кои што се излажени сега имат непријатно чувство и дека не би добил истата доверба кога повторно би отшол избори, а да знаат зашто гласаат. Што всушност се случи? Тргна Мицкоски со еден црвен детектор на кој што пишува Патриотска Македонија во парламентот да лови двојни државјанства за да ни покаже колкав патриот. Почна да подсвирнува детекторот во неговата партијничка група, па одлучи да не важи законот за двојно државјанство за овој состав, туку за наредниот парламентарен состав. Но не беше тоа најголемата белја. Најголемата белја беше кога со детекторот отиде во влада. Тамо што би рекол Миле Јанакиевски, почна детекторот да вришти и да пишти. Затоа што беше преполно со бугарски државјани. Сега кога вистината излезе на виделина и кога како СДСМ побаравме законот за двојно државјанство да важи, се разбира за сите избрани именувани функционери, да важи за целата влада, сега имаме ретерирање. Значи што се случи? Премиерот ретерира поради следно. Во среда премиерот беше комитета Христијан, кој што ќе се бори за македонските интереси, во четвртокот стана Мицкоски уставобранителот. Меѓутоа се поставува прашањето, не може да ги консултираат своите уставни експерти за законот пред да биде поднесен? Тогаш не важеше. Туку јасно е се дека ќе излезе се на површина целата вистина, да не чуди да се повлече целиот закон, затоа што не може Мицкоски и целата партија да објаснат како тоа да важи законот за оние кои што се во собранието, за пратениците, а да не важи за неговите министри така натаму. Проблемот е што веќе е евидентно дека во ВМРО ДПМН е преполно од највисок ешелон со бугарски пасоши. Министри, пратеници, доначалници, директори на јавни предпријатија и така натаму. Или може би една од причините зошто ќе служи се тоа повлекување е законското решение и поради Груевски. Кога што слушнавме освен унгарски пасош, добија од братот Орбан, поседува и српски пасош, добија од братот Вучич. Сите овие лаги на Христијан Мицкоски завршуваат исто. Прочитани од народот, прочитани како книга која што веќе е здодевна и книга која што веќе на сите им јасно што содржи внатре. Го дознавме нивниот план за програма на евроинтеграциите.
така сега можат да влезат во Европска унија само граѓаните кои што имаат бугарски пасоши. Односно да бидеме докрај отворени. Со се однесува до огромен број на членови на владата, тие веќе се во Европејскиот сојуз, затоа што имаат бугарски пасоши. Но тоа мора да им го објаснат на граѓаните. Зашто всушност се борат. Да заклучам на крај. Дека ова тендер коалиција помеѓу ВМРО и ЗНАМ веќе стана јасно како е формирана. Ние сакаме дека да се обратиме до членовите на ЗНАМ, за кои што знаеме дека беа излажани, манипулирани, дека не знаеа во тој момент дека партијата е формирана само за да се наштети, да се само ништо друго. Бидејќи тие што гласат за ЗНАМ, сме сигурни дека немаше да гласат за нив, за ВМРО-ДП, ниту да ја формираат таа партија доколку знаеа дека целиот тој проект служи за измама на граѓаните. Но како што кажав, ќе се бориме докрај вистината да излезе на винелина, бидејќи доаѓа времето на вистина, времето на правда и секако времето на одговорност. Благодарам, дали има. Значи, благодарам за прашањето. Првото беше за ние ќе мора да ги направиме законски обврските, затоа што очигледно не може да се верува на збор или на добра волја. Ние мора да го решиме тој. Други држави го имаат решено тоа прецизно. Кај нас се осетлива таа тема, особено затоа што и наназад имало примери на двојни државенства. Меѓутоа, кога некој гради кариера на еден патриотски стил, особено кон источниот сосед, а поседува безброј пасоши на истиот тој сосед, тогаш целата таа приказка не само што излегува лицемерна и е лажна, тука е сериозна повреда на кредибилитетот и признавање дека вие всушност ги измамиле не само граѓани, туку во овој случај гласачите. Сте ја добили нивната доверба, потоа кажувате всушност и прикажувате дека поседувате огромен број на бугарски пасоши. Кој да верува сега во таа борба? Кој да верува во борба, за што можеме да заклучиме дека од бугарите не бранат бугари, кои што се кај нас во владата и во парламентот. Што се однесува до вториот дел, веќе е смешно да ВМРО-ДП нас не обвинува за кочење на евроинтеграцијскиот процес. Погледнете што се случи во понеделникот, во АФЕТ, во Комитетот за надворешни работи во Европската унија, во Европскиот парламент се извика. Значи, Марта Кос, најавувајќи дека земјите од регионот се пред опасност да изгубат 700 милиони евра, затоа што не може да стигнат да го имплементираат планот за раст, наброја земји кои што напредуваат и земји кои што не напредуваат. И имаше една земја која што не беше спомената во ниту една група, тоа беше Македонија. Значи, ние веќе не само што не сме присутни во земјите кои што напредуваат, ниту ни во оние земји кои што ни укажуваат што треба се направи за да ни помогнат, ние веќе не постоиме во таа агенда. А најопасно е да ве снема, затоа што ако ве нема во агендата, вие веќе не сте ни во целата рамка во која што се случува ово проширување. Така што јасно е од број 1 дека ова е еден план на ВМРО да се блокираат евроинтеграциите, бидејќи само во ваква земја, како што е нашата, каде што нема да функционираат правилата на Европската унија, тогаш ќе може да се задуши новинарството, судството и се разбира ќе може да се терат криминалните теми.